А во продолжение на нова тема и нов разговор во Македонија наутро, дали поскапуваат цените на стоматолошките услуги, какви се во моментов, кој ги утврдува цените, дали постои некоја листа со минимални референтни цени или секоја стоматолошка ординација тоа го прави одделно. Сите овие работи ќе ги појасниме со Маријан Денковски, председател на Стоматолошката комора на Македонија. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро за сите гледачи, за нашите колеги. Така да благодарам на поканата и се надевам ќе дадеме одговори на вашите прашања. Така, прашања кои што ги интересираат гледачите, јавност. Верувам и треба да бидат запознаени со некои работи. Какви се во моментов цените? Поскапуваат, јајде така да почнеме цените на стоматолошките услуги, бидејќи зборуваме цело време за поскапување и слично. Каква е во моментов ситуација? Пред се ова е обраќањето и до јавноста, за да може населението, македонскиот граѓанин, да се запознае со информациите што се однесуваат до една од основните работи што треба да грижат, односно до оралното здравје. Ние тргнавме од две насоки. Едната насока е што оваа година ќе тргнеме со сериозна превентивна програма да го запознаеме граѓанинот дека најевтината стоматологија и најпрактичната стоматологија е превентивната стоматологија и ќе ги упатуваме комплетно целата година на превентивни прегледи или на прегледи кај нивните избрани стоматолози. Од друга страна, работиме, другата насока е да работиме на едуцирање на нашето членство, затоа што сметаме дека не само што цените треба да се покачат, него треба да се покачи и квалитетот на услугата, бидејќи ние со минималните цени кои сега ги имаме во светски рамки, не може да споредуваме више ни балкански рамки, ни југоисток, ни југозапад, било каде во светот стоматолошките услуги се на најниска можна на најниско можно во Македонија, да. Така да ние зборуваме за два различни вида на цени. Едните цени се однесуваат кои ги практикуваме како матични стоматолози. Тие цени се одредени од Министерството за здравство, од Управниот одбор на фондот, и тие цени се една работа кои кај идат кога се даваат услуги кај матични стоматолози, а другите цени се приватните цени за приватните услуги во приватните здравствени установи. Значи да разграничиме. Јавните здравствени установи ги добиваат цените во согласно со Министерството за здравство и министерот. И фондот, додека приватните цени за приватните здравствени услуги согласно законската измена од минатата година, од февруари-март, веќе се во надлежност на Стоматолошката комора на Македонија. Така. Ајде, ние донесовте оваа листа тука. Да. На колку време, кога последен пат е ажурирана? Вака сега, таа листа, прво законската измена се донесе после наша макотрпна работа од многу години и многу проблеми со Агенцијата за заштита на конкуренција. На крај со законска измена по собранието на државата, благодарение на пратеничките групи, сите пратенички групи кои беа во парламентот минатиот состав, се донесе одлука измена на законот дека ние можеме да владееме со тие цени. Комората од март месец до јуни работеше на актите внатрешни на комората, така да во јуни се донесе листата заедно со цените кои се донесуваат и се ажурираат на секои 6 месеци. Последното ажурирање го направивме, ако сметаме дека во јуни се усвои самата листа, ажурирањето се направи во декември на извршниот одбор, каде што се променија, мислам дека две услуги се променија, се намалија некои цени да бидат покомпатибилни со цените во државниот сектор каде што има уште таква работа. Значи цените на листата ги утврдува самата стоматолошка комора, така? Сам извршниот одбор на стоматолошката комора е овластен да ги менува листите, да ги менува услугите кои влегуваат во листата, како и цените кои се по потреба, но на барање на членството, бидејќи се следи членството што како се случува на теренот. Значи, да расчистиме, кога јас одам во стоматолошка ординација, ако видам повисока цена, тоа не е само не е личен избор на ординацијата, каде што сте избрале да биде вашиот матичен стоматолог. Зборуваме за минимални референтни цени кои што треба да бидат почитувани од сите стоматолошки ординации. Ако збориме, значи, минимални референтни, ова е минимална цена. Секоја ординација се определува собствена цена. Добре. Не значи дека секоја ординација ќе ги овие цени има како цени во својата ординација. Не смееме да одиме под минимумот. Не смее да се оди ниту со рекламирањето, што е многу битно, социјални мрежи и останато, не смее да се оди, нити може да се настапува према пациентите со цени пониски од овие кои се дадени од Стоматолошката комора на Македонија. Затоа што тоа предизвикува санкции, изрекување на мерки, затоа што рекламирањето е офатено преку Комисијата за етички прашања и ако не се придржуваат ординациите или докторите, тие добиваат опомени.
Додека за потешки прекршувања се сметаат оние прекршувања ако се изработуваат стоматолошки услуги, ако се даваат под минималниот ценовник. Сега, мора да земете во предвид. Овде се однесуваат цените, пак повторувам, за приватни стоматолошки услуги во приватни здравствени стоматолошки установи. Односно, не се работи за цените кои се со фондот офатени. Тоа е друга ги делиме на две. Ги делиме на две работи. Приватни стоматолошки ординации, оние услуги кои што се опфатени без оглед, од фондот. приватни така? стоматолошки ординации имаат работа и со фондот, затоа што делот од нивната работа е со фондот, но има и делот од работата нивна се однесува надвор од фондот, над стандардните услуги. Например, протетските изработки, имплантологијата или другите работи се однесуваат за приватни здравствени установи и тие се услуги и тие се опфатени со овој ценовник и тука на тие услуги не смеат да идат под минималниот ценовник. Така, велите наведените цени се минимални, што значи нели тоа го потврдивте дека за наведените услуги не може да се наплаќа под наведените цени, додека нема ограничување за наплаќање над наведените цени. Зошто е ова така? Пазарна економија, затоа што дозволуваме секоја ординација знае колку што внесува. Ние овде можеме да кажеме една историја долга дека зашто говориме. Состојбата за стоматологијата во нашата држава паѓа се постојано. Квалитетот се намалува. Не е можно некоја стоматолошка услуга да опстане на цени кои ги има, например, фондот ги има дадено цените. Ја ви доставив таму и службен вестник по кој работат фондов матичните пациенти, матичните стоматолози. Се работи со одлуки за ценовник, партиципација и учество што имаат пациентите од 2008 и 2009 година. Тука кај вас имате доставено кои цени учество на пациентот има од 2011. Ние овој лист од службен вестник сме должни да го имаме во ординација кога работиме како матични стоматолози. Значи не е можно нешто што се направило и што се определило 2007, 2008, 2009, да 2025 уште биде функционално, а да ние дадеме квалитетна услуга. Невозможно е. Или да кажеме 200 денари вадење зап. Ние веќе стигнавме до ситуација дека перење на кола е 300 денари. Не сакам да споредувам со ниједна друга дејност, ајде да кажеме кај дамите козметиката и останатото колку чини, па и шишањето колку чини, а се ставаме во ситуација да ние работиме со 200 денари цена вадење зап. Невозможно е една стоматолошка услуга, една медицинска услуга по сите протоколи да се изведе у тие пари. Значи нешто има проблем, или паѓаме со квалитет, или паѓаме со материјал, или нешто друго се случува. Просечниот стоматолог се спушта на многу ниска гранка. Што значи тоа? Дека просечниот стоматолог се потешко обстанува со овие цени и се потешко доаѓа до ситуација да се доедуцира за да можеме да ја подигнеме квалитетот на услугата, затоа што на крајот на денот македонскиот граѓанин страда. Не може да добие квалитетна услуга затоа што не може со таа материјална тој материјал надосток да едноставно докторот му одговори. Така. Во однос на минималниот референтен ценовник, колку чини нанокомпозитна пломба во бочна регија кај матични пациенти? Тука е најголемата у момент разлика, затоа што ова што викаме од 2009. 2009 е предвидено пломбирање со нанокомпозит 600 денари. Значи ако 2009 проценил фондот, министерството дека 600 денари, сметете од 2009 наму што се поместило. Ние сега стартуваме дека минималната цена за тоа пломбирање, и тука треба посебно да се напомене дека оваа цена во минималниот ценовник се однесува само за бочните регии, не за предните заби. Предните заби се офатени со фондовскиот пакет и таму останува нанокомпозитот од 600 денари. Предните 6 заби, да кажеме, за македонскиот граѓанин да биде по-платично, додека бочните заби веќе влегуваат во ценовникот на листата на услуги со минимални цени и чини у момент минимална цена, мислам дека 1200 денари, со тоа што треба да знае граѓанинот. Секој од нив може да побара она што државата покрива. Тоа е така наречената црна пломба или амалгамска пломба. Значи таа е покриена и таа е 200 денари, мислам дека е. Само малку да погледнам, да. Со посебен вид на амалгам, значи 200 денари е пломбирањето на забот. За граѓанинот е битно да забот се направи. Ако му е битно да го направи забот и да го има да го користи, е 200 денари може да побара од докторот. Но, ако сака квалитетен, современ материјал, наноматеријал, е 600 денари. Додека, например, имаме ние и пломбирање со композитен друг вид материјал, од помал капацитет, од 450 денари. Тоа се однесува значи за фронтот. Така. Додека за бокот, минималната цена со било кој композитен материјал е 1200 денари. Така.
Има ли, ако има, кои се санкциите за ординациите кои не се придружуваат до минималниот референтен ценовник? Дали има таква опција да се случи тоа? Можам да ви цитирам точно од листата, контрола? Да ви цитирам од листата, да. Значи, како што наведуваме, за рекламирањето, за истакнување на цени на стоматолошки услуги, како и нивно рекламирање во медиуми, електронски гласила, социјални мрежи и слично, кои се под најниска определена цена пропишана од комората, Комисијата за стоматолошка етика и деонтологија може да изрече казнена мерка опомена на член на комора. Тоа веќе ние дадовме, значи, од 3 месец до 6 ги подготвувавме актите. Од 6 месец до 9 дадовме еден грес период за докторите, за членовите, да може да ги известиме, го добија ценовникот, ја добија листата, и од 9 веќе тргнавме со постапки. Во моментот, пред не знам колку, десетина дена, првите опомени се изречени, уште трае постапката, затоа и ќе бидат објавени кај нас удачите гласила кои доктори тоа го прекршиле. Имаме 4-5 ординации по Facebook, по социјални мрежи, по групери, по не знам, купи на попуст што објавуваат. Така да тоа е за рекламирање. Додека пружење на стоматолошки услуги по цена пониска од минимално определената цена, од оваа листа представува потешка повреда во смисла на одредбите на деловникот за работа на судна честа, и тука веќе за сторената повреда има серија на казнени мерки, од опомена преку јавна опомена, забрана учество, трајно одземање, парични казни и така натаму. Значи сите мерки кои се офатени со судот на честа се офатени и со ова, затоа што не е исто прво прекршување, секако дека ќе толерираме многу прекршување, прво, второ, трето со опомени некои, пред да преминеме на некои парични казни и така натаму. Пошто се работи за парични непочитување, веројатно ќе се ставате да се иде на парични казни. Од друга страна, на тој начин се штитат и оние кои што си работат на тој начин ние ќе го подигаме пресек квалитетот на стоматолошката услуга, затоа што пред малку ви кажав, невозможно е за малите суми кои се извојуваат за стоматологија да се даде конкретна услуга која ќе вреди и која ќе биде на некој начин достојна за денешното време. Следна работа што сакам да ви кажам, исто ажурирањето. Очекуваме дека целта е да следни 6 месеци овие работиме и на превентивата, и на обуката на членството за ова работа и на населението, но дека следниот период, втората половина на годината, овие цени пак идат горе. Овие се цени кои ние ги сметавме за нормални негде 2019-2020, не за 25. Значи, ние стартувавме со овие цени. Може да има повторно ажурирање. Не да може, него сметаме дека сигурно ќе има и ова е еден пат на прилагодување. Исто така, сметаме дека фондот и министерот конечно ќе дојдат до една ситуација да ги променат и овие цени од 2009. Не сакаме да збориме што се случувало од 2009, колку би било цена на било кој производ, на вода, на бензинот, на струјата, на сите можни пропратни трошоци кои ги има ординацијата, за да може да обстанеме ние со ова цена и сегашна фондот што ја дава. Така да, минатата година имавме измени у специјалистичките цени, мораше прво тие цени да ги покачиме, се покачија цените специјалистички, за да може за општа стоматологија да ги качиме. Не беше практично да качуваме за општи, поголеми од специјалистичките, така да некој ред, и сега очекуваме 25-та да се договориме више, да и овие цени и што ќе ги плаќаат пациентите кај матичните стоматолози бидат повисоки значително, бидејќи ова веќе знам многу често да кажам, просечниот граѓанин го осеќа. Не го осеќа граѓанинот кој има подобри приходи. Не го осеќат, сега нека не би се лутат политичарите, нити тие го осеќаат, затоа што они углавном ги користат услугите на посовремените амбуланти, затоа што може да, големиот број на граѓани може да поднесе трошок поголем, но просечниот граѓанин не може да поднесе. Затоа е целта превентивата. Ви благодарам што ни бевте гостин утрово, што ете ги разјаснивме овие работи и најавивме на граѓаните што може и во иднина да очекуваат кога зборуваме за оралното здравје. Навистина пред се нека биде порака за граѓанинот. Прва можна прилика, закажете го прегледот кај матичниот стоматолог. Видете у каква ситуација се наоѓа вашата уста, вашето забало, преземете ги мерките час поскоро, затоа што се што направите поскоро ќе помине и полесно, и побезболно, и секако поевтино, за да може да имате, за да може да едноставно животот биде поквалитетен. А ние ќе се потрудиме на овој начин и преку националните медиуми и преку социјалните мрежи да допреме и до граѓанинот да ова сепак биде некоја порака која ќе трае. Така. Ви благодарам многу за гостувањето во Македонија. Благодарам на поканата, поздрав до гледачите и до следната прилика.